Благодаря, господин Николов. Господин Лапшин, ще от вашето излагане. Как се проверяват услугите на посетителите, дали тие кои са най-често обарани, или това си имате вие утвърдена по методология, услугите, кои гражданите, учителите на Република България ги користят по Македония. И кой е причината, дали икономската оправданост, по-ниските цени и възможностите за... Вие изнесохте подателности регионално. Накрая сме ли си национални, така да извоза от... Нормално дека најголем бенефит има општина Делчево од нашиот регион, трите општини, бидејќи само да најчен пример на подачите на општината Делчево и најблиско за граѓаните на начин посетителите да најчесто посетуваат Делчево. Доколку е да се разпуват од граѓанска полиција, некој догледно време се отвори границен преглед Клепало. Мислам дека состојбата во распределбата и учеството на поедини општини во ниво на регион ќе биде пропорционално по изен начин во однос на сегашните бројки, како за Берово, веројатно дека за Пешот величка сигурно ќе се разбор. Околу видот на услугите и учеството или влијанието на тие услуги постигнатите приходи врз собствените приходи на општината се мали. Вие спомнавте некои 3%, не знам дали мислите тоа крај врака, бидејќи со методологија за утврдување на приходите на општините од ДДБ имаме првично една распределба во која се општина бидат од 1%, а потоа тоа исто се зголемува по одредени вариабилни индикатори, имаме дел фиксен кој се распределува и другото влие вкупната методологија. Говориме на годишно ниво. Бидејќи дел од услугите кои беа предмет на анализата, пример, горивото приход од остварена на бензинска станица е акцизна стока, значи, и е 100% приход на централната почта. Многу мало директно влијание би имале тие видови услуги, би влијале врз импактот на општинските приходи, а инаку морам да признам дека и фактен и побитен дека сите тие посетители влијаат врз зголемувањето на локалната економија по едно општина. Значи, влијаат и дека, бидејќи сепак тие правни субјекти кои посетуваат се на подачите на општините, каде што создаваат своја деловна активност, од таа деловна активност има сепак влијание врз локалната економија, врз тие се наши данъчни и таксени обврзници, создаваат делова активност која ангажира работна рака, преку која со платата на платите добиваме влез во основниот буџет преку персонална доход и имаме сепак, имаат тие посетители значително влијание и врз развој на локалната, особена економија, а секако и директно и врз приходите на општински буџет. Ова ваша идеја е прекрасна, значи формирањето на микрорегион Берово да Пешо, ние имаме утврдено заеднички за ваша информација, локална акцијска група Малеш пијанец, во која интензивно се работуваме и за војна на вистината до сега имаме реализирано проекти кои влијаат и го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните од трите општини. Како се викаше нешто? Локална акцијска група Малеш пијанец. Малеш пијанец. Локална акцијска група. Таа од општина. Регионално трите општини, во неа учествуваат представители од општините, од општините, од природниот сектор и од невладиниот сектор. Работи активни кај нас и имаме на повидок се одредени резултати кои се остваруваат во однос на таа локална акцијска група. Извинете. И сепак, не знам дали нашите пријатели од Бугарија имаат влијание би замолил би инсистирал, смејќи во некој проект на прекогранична соработка во новиот програмски период за отворањето на граничниот преглед Клепало, кој верувам сега за другите општини не би тоа секако за Берово ќе придонесе значително за одржување на еден реален економски развој долгорочно
бидејќи се во држава само административно. Граѓаните се селуваат, крајот обстојува во тие услови, меѓутоа кога би имало граничен премен, протокол на стоки и услуги, значи ќе биде далеку поголем и мислам дека е единствена можност која би создала долгорочен, реален економски развој во општината, па и на регионот во целина.